1995 година професорот Димитар Пецов, тогашен професор во гимназијата во Кавадарци за физичко воспитување, напише на книга за ракометот. За книгата направивме како РТК една документарна емисија, истата ја емитувавме тогаш неколку пати, а и во последно време се врти на YouTube. Меѓутоа, за оваа емисија професорот Димитар Пецов ни рече: многу малку е објавено она што е целосна содржина на книгата и затоа во оваа прилика по толку години сакам да кажам неколку збора. Кој беше поводот да ја напишам, зошто напишав книга за ракометот и какво е нејзиното значење. По многу години, значи од 1995 година, сега, 2017 година, професорот Димитар Пецов е повторно соговорник на РТК и во оваа прилика ќе го поздравам и ќе му посакам добре дојде повторно во rtk.mk, кој има амбиција да стане релевантен медиум во општина Кавадарци. Што беше поводот да ја напишете книгата за ракометот? Најнапред благодарам што ме повикавте да после толку години поминати се присетиме на тој период, затоа што книгата остави еден траен печат за ракометот, појавата негова од почетокот па до 95 година и многу од овие ракометари, за жал, многу од нив веќе се починати, а тие што се живи, скоро секоја година има веќе традиционално се собираме и се подсетуваме на тој период и средба на ветерани и имавме и сега пред 15 дена во салата Јасмин и секој пат делам на оние што немат книгата по еден примерок и сите се благодарни и сите зборуваат многу позитивно, зашто тоа што е напишано останува за секогаш. А што беше поводот да напишем книгата? Поводот беше тоа што јас како уште многу мал, мојата куќа беше блиско до тогашното училиште Страшо Пинџур, тогаш беше гимназија и ракометот се играше таму. Таму тренира, надпреварите се играат таму и јас бев редовно присутен и на тренизите и на надпреварите. Од мојата генерација, малце постари беа неколку од тие ракометари, да ги спомнам, Добре Зафиров, Чурчиев, Монко и Ризов и така, не Масларков, кој е покасно. И јас бидејќи дружев и со они и редовно и го зазакав ракометот, онака ми беше прва љубов. Ги пратев. И кога завршив средна учителска школа во Скопје, после отидов во Ниш, завршив виша педагошка, се вратив, се вработив во гимназијата и веднаш ме побара да се вклучам во ракометот како втор тренер, а во исто време да водам и младинска селекција. Направив една група од 30 деца, работев со нив, меѓутоа условите тогашни беа многу лоши, се тренираше надвор на игралиште, на фудбалското игралиште, позади многу од нив се сеќават кај беше ракометното игралиште. Првата екипа тренизите ги имаше во оној термин кога можат да го одржат тренингот, за нас немаше термин. Или пред децата се нашколу, или после тоа веднаш паѓа мрак, лошо време, снег, дожд, кал, тогаш игралиште не беше асфалтирано, уште по една црвена земја се играше. Така да, јас работев со нив едно година-две, од кои после излегоа стандардни првотимци, генерацијата на Мирков, Влаинков, Китев и така натаму. Меѓутоа ја побарав да ми се овозможи соодветни услови и барав у ДТВ Партизан термин. Не може да ми обезбедат и ја мораш да напуштам од таму и покрај тоа што
не прекинав да ги пратам редовно и натаму ракометните виднувања тогаш како прволигаши и второлигаши, меѓутоа отидов во кошарката, кај што исто земав младинска екипа, продолжив со работа во кошарката. Какво е значењето на оваа книга која вие напишавте за ракометниот спорт? Според вас, така во кратки црти. Па овака, бидејќи Кавадарци беше еден од центрите на ракометниот спорт во Македонија, покрај работнички кој што беше неприкосновен, тука може да се рече Битула, па Велес, и Гевгелија до некаде. Интересот у тоа време немаше многу спортови како сега што има. Ракометот после фудбалот беше втор спорт. И немаше младинец или од постарата генерација, тоа беше прав празник за кога се играше натпревар во Кавадарци. Публика имаше, можем да ви кажем, редовно 1000 до 1500 гледачи. И јас тогаш, затоа и од тој повод седнав и размислив, не е лошо да напишам една книга, да ги подсетам сите тие што не знаат, поготово овие млади генерации, да се подсетат, да видат што представувало Кавадарци во тој период, кога никакви услови не постоеле, се играл ракомет и бил меѓу првите и поквалитетните екипи. Морам да го спомнам, тогаш ентузијастите беше Лазар Лалков, Ѓоко Мукаетов, како први тренери. Добре Ставрев беше, тој е човек кој што цело време е присутен од самиот почеток до неговото пензионирање. И да, човекот еден од најголемите љубители на општо на спортот, а посебно на ракометот. Ова книга е мощна значајна, би можеле многу да зборуваме и вие ја имате, мисли, чине во библиотеката, кој сака може да ја прочита, а може и да му ја подарите, бидејќи тоа го правите, бидејќи е единствен документ од областа на ракометот. Рековте дека е многу значајна. Дали е тоа отсликано се што е случено во спортот или има уште нешто што треба да се каже? Многу тешко, во тој период многу тешко се доаѓаше до податоци. Скоро никаде немаше, освен од новините, у тоа време Нова Македонија и вечер објавени, што ја редовно листав 3 години бев присутен во библиотеката и овака можам да кажам дека олово имав на устите и на јазикот, од листање на новина, може да мислите од 46-та, 7-та да листате до 95-та. И значајното е во тоа што кога ќе одам кај некој од тие бивши, сега и до многу покојни, они не може да се сетат на многу работи, ја ги подсетував листајќи од новините. Одев у Скопје, у Ракометниот сојуз, и таму немаше, наоѓав записници, оригинални, ја ги подсетував луѓето. И они сега, оние кои се сега живи од таа генерација, ми се многу благодарни баш за тоа. Вика, има работи кои што вика ние сме заборавиле, а тука ги има напишано во книгата. И затоа книгата е вредна. Пецов, морам да ве прашам, без разлика на моето прашање што е поврзано со денешниот спорт, вие многу време во вашиот професионален па и слободен живот посветивте на кошарката. Цел живот. Вие сте синоним за кошарката во Кавадарци. Под ваше водство многу имиња кои денеска се европски, светски вака брендови ги направивте. Можете ли, колку можете во кратки или подолги црти да кажете што е тоа што вие го дадовте во кошарката во Кавадарци во Македонија и ден денеска ве прави среќен кога сте пензионер? Па вака, првено јас сум многу горд што работев со многу генерации од кои излегува врвни кошаркари. Од самиот почеток, кога земав таа младинска екипа пионерска, дојде до нагла промена на екипата. До тогашните играчи кои што играа, отидоа да студират, по разни причини прекина и мојата таа генерација директно влезе како
у првата екипа како првотимци и ја дојдов како нивни тренер да ги водам од 74-та година. И веднаш постигнав, може во почетокот како младинци не постигнавме резултати. Меѓутоа, после тоа, од 74, 4-та, 5-та, 6-та, 7-та до 80-та година, имавме такви резултати да сите за така мало место, со такви мали средства и услови, сите се чудеа како можеме да у мал град постигнуваме такви добри резултати. Покасно, со мали прекини, работев во исто време и со женски, и со женските, и таму во исто време, па не ми беше довршен факултетот, морав да довршам факултет, во исто време морав да работам на многу полиња и што морав да се откажем од првата екипа, останав само со женската, а оставив екипата на Петре Камчев, или Камчевски. Он продолжи така до 83-84 за прв пат станавме и прваци на Македонија. Ја не бев прв тренер, беше Петре Камчевски, меѓутоа бев присутен стално и му помага во работата. После тоа повторно земав екипата. Па не бев во кошарката, не одидов ја нигде, меѓутоа не бев со првата екипа неколку 2 години, така не. После тоа повторно од 87, 8, 9, 90 година созреа екипата и веќе се појавија играчи у таа генерација, Каровски, Наумчев, Минов, Шкартов, веќе беа зрели играчи. И некаде на 89-та, Врбица Стеванов, 90-та година, кој што потоа отиде во МЗТ, многу, право да ви кажам, криво ми е, никаде во неговата Википедија кај што не стои дека прв клуб му е Тиквеш. Му е Тиквеш. Тиквеш му е. Зашто оној отиде, од Тиквеш и пак го вративме, ама како позајмени играч ни го вратија. Голема неправда е тоа према од МЗТ. После тоа дојдоа овие играчи што станаа репрезентативци Врбица, па Тоше, па Ристе, па Горан, и ја можам слободно да кажам дека сум горд на тие играчи, затоа што не само што во Македонија, него и надвор од Македонија направија и меѓународна кариера. Како ја оценувате денешната кошаркарска состојба во Кавадарци? Фени индустрија го продолжува таа низа на успеси на КК Тиквеш. Добри ли сме во кошарката? Какво во средните училишта ја примаме како ученици, како заинтересирани? И еден податок, веќе кога спомнавте средни училишта, можам да кажам еден податок кој што ретко кој го знае, дека гимназијата наша била 7 пати државен првак на Македонија со машките, со женските сме биле стално во врвот, ама први не сме биле никош. Тоа зборувам за средната училище, гимназијата. 7 пати. 2 пати олимписки победници и за среќа моја го повтори мојот син кој што работи сега во гимназијата минатата година, после долги години повторно стана првак на Македонија. А за состојбите моментално во кошарката, кој сега го носи името Фени Индустри, тоа е еден добар потек на менеджментот кој што вложува и кој што на некој начин афирмацијата на градот и на кошарката се подигна, така да е на повисоко ниво и се работи многу постручно, и мислам дека тој потек е добар. И еве еден пример, моментално во Кавадарци постојат 7, 8, мислам и 9 кошаркарски школи. Значи има интерес. Има и тоа голем интерес. Ако земите дека секоја кошаркарска школа броја најмалку по едно 40-50 деца, израчунајте по 8-9 школи, може да мислите колку деца моментално тренираат
дечиња машки и женски. Тоа значи мора да се води сметка уште во основно, односно средно школа Да. за да се задоe со овој спорт. Меѓутоа, што е сега? Ајде. Зошто не, сигурно сакавте тоа да ме прашате, зошто во задно време немаме наши играчи? Кавадарчани. Или малку се тие. Затоа што се бара резултат. И тренерите, сега кои се на првите екипи, на некој начин се притиснати, управите му барат резултат. И нашите играчи седат на клупата затоа што на нивни места играат странци или подобри играчи од Републиката. А овие школи кои што работат, нека не ми се налутат колегите и сите тие пријатели. Вие не сте имале периста устата, никогаш и сега, немојте. Меѓутоа, што е главното? Сега многу е комерцијална. Децата сите плаќат, едино Фени индустри не тоа академија, кај што не се плаќа, а останатите сите наплат. Се зимат, не се прави квалитетна селекција и затоа по-малку излегуваат квалитетни играчи. Него само се гледа преку призмата на парите. Ако плате, оде да тренира. Не плате, нема тренинг. И тука е проблемот. Значи ли дека може еден ден да замре продукцијата на квалитетни кадри ако одиме со овој принцип? Не, ја му предлагав додека бев активен, сега со виче не сум активен, меѓутоа ги пратам сите збиднување во спортот, општо и во другите спортови, и ја му предлагав да Фени индустри биде како координатор на тие сите школи во Кавадарци што ги имат, учествува финансиски ги помага, а најквалитетните играчи да ги земе, да направи еден спој и да има свој кадар. И од тој квалитет да ги вклучат во правата екипа. Меѓутоа, остана тоа само на една моја идеја која не се прифати и ден денеска така е, сите си работат поединачно, секој за себе и кој како ќе се снајде. Толку за кошарката, како е вашето размислување за фудбалот и другите спортови? Па видите, ја право да ви кажам, од последните збиднувања во фудбалот едно разочарување имам, затоа што ги бев на надпреварот последен што го играше Тиквеш како Љубанци името, против нашите комши Неготино, и од она што го видов се разочарав, да ви кажам право. И покрај големата желба да победиме и се, меѓутоа тука многу работи, не сум толку компетентен да кажам, и не ги знам работите, меѓутоа не да нема деца, знам дека тренират доста школи исто во фудбалот, има активност, оние Open One фудбал и така натаму. Која е причината за да се направи еден стабилен и квалитетен клуб? Велат дека се парите. Сметате ли дека парите можат се? Не. У моје време ние играчите, освен за Нова година и за мај, пари не им даваме. Децата беа среќни ако им купиме опрема, патики, тренерки, дресови, тоа. А за Нова година ќе им дајме по некој динар да си ја поминат годината, пречекот, и за мај. Јас сум противник на толку млади деца на прва година, на 16 години, да му се плаќа за тоа што идел да тренира. Не, он треба да вложува. И родителите се тука криви. И они прават уште. Сега моето дете е голем талент, он треба да зима пари. Не. Да, идеологија, многу погрешна филозофија. Истото се случува и во ракометот. И покушава мојот колега Велков Блаже, добро е што се нафати, да работи, и гледам дека у задно време има некој живнување во ракометниот спорт и постои и некоја друга академија, не сум доволно запознат, мислам дека е по покровителство на Вардар, да, две школи така, и тоа радува. Мислам дека од повеќе школи треба да испаднат и некои играчи кои наши кавдарчани.
Добро, многу би можеле да зборувате за спортот, бидејќи сте цел живот инволвирани во ова најважна убава работа во животот на луѓето околу, освен професијата, вам ви беше професија. Го завршуваме овде разговорот, што би сакале да порачате, ако сакате да порачате нешто на нашите гледачи, кои во последно време се повеќе ги има. Па баш тоа сакам да им порачам, првен на младите да им порачам, да се бават со било кој спорт, да не биде наметнат од родителите, него децата кој го сакат спорт, тој да го да, а не таткото бил фудбалер, да синот мора да биде, или черката била не знам кој спорт и она мора да... Не. Да. Тоа е една моја препорака. Друго, би им препорачал на луѓето кои на некој начин биле во спортот, да не се оддалечуват, да повторно се вклучат, да им помогнат на сегашните, кои е многу тешко во овие моменти, да едноставно животарат клубовите, да им се овозможи услови. Сега имаме сали, благодарение на Министерство за спорт и млади, кој што изгради стварно доста сали, тоа е за поздравување, и да ги офате што поголем број, па било во кој спорт, почнувајќи од малите поединачните спортови, од гимнастика, од атлетика, од карате, џудо и така натаму, па до овие друштвените спортови, фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, да на некој начин живне спортот, а со тоа привлечат повеќе љубители, да доаѓат редовно да ги пратат и да им дадат поддршка. Ето, тоа е моја една овака желба и да бидат прифатени на некој начин. А парите, што спомнавте, играат голема улога во развојот. Ете, пример, земете го Фени индустри. Ако не е Фени индустри, и кошарката ќе ја немаме, да бидиме на чисто. Ги си оставиме малку простор да ја поканиме во друга прилика да ни бидете повторно гостин. Ви благодарам за оваа гостување и посакувам убав, мирен пензионерски живот и вашите совети постојано да ги давате кон спортските стручњаци, посебно денешните, младите, бидејќи вашите совети вредат злато. Благодарам и ја на вашата покана и што можев овога да го кажам, ова што го мислам и советувам уште еднаш на сите љубители на спортот да гледат позитивно. Поготово овие моменти сега кога го пратиме ракометот, кој што представува и кошарката, едноставно се гордееме со тие деца кои што представуваат нашата. Ваквите спортски случувања не исполнуваат токму оттаму и вашата убава порака да гледаме се позитивно. Да, таа позитивното гледање и ствара и позитивни работи. Апсолутно. А јас како пензионер, иако не сум активно вклучен, поддршка давам, ама баш на секој спорт. Благодарам, професор. И вас исто благодарам.